Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. Поздрав екипа, добродојдовте во епизода 25. Денес ќе зборуваме за трейдинг психологија. Ајде да видиме вака. 90% од трейдерите губат од причина поради психологијата и дисциплината во трейдингот. Проблемот никогаш не е во маркетот, туку во нашиот ум. Да видиме дали имате одговори на овие прашања. Дали паничите кога сте во загуба? Дали затварате трейд прерано? Дали правите revenge трейдинг? Секогаш кога станува збор за психологијата, мора да ги пронајдете одговорите на овие прашања. Ако се препознавате во ова видео, до крајот на видеото ќе ви се смени начинот на трейдање. Што представува трейдинг психологија? Трейдинг психологија е размислувањето чувствата и како реагираме додека трейдаме. Зошто е ова битно? Бидејќи кога ќе седнете пред вашиот монитор или лаптоп, кога ќе го отворите чартот, секогаш додека не направиме анализа, нашиот мозок е на сите страни. Затоа, пред да направиме чекор, треба да размислуваме. На размислувањето го подкрепуваат и чувствата, бидејќи ако нашиот ум не е фокусиран и не седнеме со ладна глава пред чартот, ќе имаме бурни реакции на самиот трейдинг, бидејќи самата психологија бара смиреност, сигурност и да не тргуваме со емоции. Трите главни компоненти што треба да ги знаете емоциите. Страв. Зошто секогаш се јавува стравот? Првата емоција, односно страв, секогаш ни се појавува кај нас како трейдери, бидејќи се плашиме од исходот на самиот трейд, да не бидиме во загуба. Анксиозност. Никогаш немојте да се нувате нервозни пред вашиот чарт. Бидејќи кога се нувате со нервозна глава, нема да донесете правилна одлука. Трейдингот бара смиреност, бара исклучени емоции и бара потполно фокусиран ум. Бидејќи стравот, анксиозноста и другите емоции кои го превладуваат нашето тело, само може да ни донесат погрешно размислување и погрешна одлука за самиот влез во трейдот. Мајндсет.
Зошто е битен мајндсетот? Во самиот мајндсет се гради дисциплината и трпението. Кога имаме мајндсет на професионален трейдер или мајндсет на здрав разум или мајндсет како до финансиска слобода, тогаш можеме чисто и бистро да испратиме нашиот план за трейдинг, бидејќи самата дисциплина не гради да стигнеме до нивото на професионални и профитабилни трейдери. Доколку сме дисциплинирани во овој бизнис и го чекаме правиот момент, односно вистинскиот сетап, никогаш маркетот нема да не превари. Но доколку размислуваме тоа како да направиме $1.000.000 преку ноќ, како да возиме Порше, како да имаме вила на море, нашиот мајндсет не работи на правилен начин и самата дисциплина се губи. Бидејќи овој бизнис најмногу бара дисциплина заради фактот што треба да направиме систем што ќе функционира долгорочно. За самата дисциплина да се изгради, мора да имаме трпение. Трпението не доаѓа од мотивација. Мотивацијата е само моментално. Главниот мајндсет го гради дисциплината. Трета битна ставка е нашето однесување. Како се однесуваме ние према маркетот? Што сакаме да добиеме од нашиот трейд? Доколку сме седнале пред чартот, сме направиле анализа и сме направиле екзекуција на трейд со потполно испратен трейдинг журнал и трейдинг план, маркетот само може да не награди. Но, доколку после наградата бараме нешто повеќе, а не сме сигурни дека можеме да го стекнеме, тогаш следува загуба. Зошто се случува загубата? Загубата секогаш се случува за маркетот да те потсети. Кога ќе направите профит, ваша задача е да го затворите лаптопот и да го завршите трейдинг денот. Бидејќи главно пред се, за да се однесуваме правилно према нашиот акаунт и маркетот, првично треба да го заштитиме нашиот капитал. А после заштитата на капиталот, доколку имаме можност, па и нешто да заработиме. Кога следува загубата, следува лошо однесување. Односно, сакаме да вратиме тоа што сме загубиле. Но, нажалост, влегуваме во поголема загуба. Зошто? Бидејќи од самата загуба што сме ја добиле, не довело до лошото однесување, почнуваме да правиме ревенж трейдинг и овертрейдинг. Овертрейдингот е нарушува дисциплината и трпението. А кога ќе ни биде нарушена дисциплината и трпението, почнуваат да не превладуваат емоциите. Тогаш се јавува стравот, се јавува анксиозноста и нашиот ум е под комплетно владење на нашите емоции. Затоа, никогаш маркетот нема да те победи. Ти самиот се победуваш. Најчести психолошки грешки кои ги прават трейдерите се: прво што се јавува, fear или страв. Стравот има исход на рано затворање на трейд,
избегнување на добри сетапи, и потоа, кога ќе ни се деси ова, се јавува една човечка особина што преовладува во поголем број, односно поголем процент кај луѓето, а тоа е алчност. Алчноста, која ќе се јави како психолошка траума или психолошка грешка, тоа е моментот каде што трейдерот почнува да прави овертрейдинг. Но, исходот на самиот овертрейдинг знаеме до што доведува. Следно што прави, зголемува ризик. Нажалост, не се водиме спрема планот. Кога го избегнуваме планот и кога сакаме нешто да направиме во што не сме сигурни, следува бура на емоции. Бурата на емоции не носи до една следна ставка revenge trading. Овој дел трейдерот више не се препознава самиот себе си. Неговиот мозок е истрошен, нема доволен фокус, го нарушил трейдинг планот, му се губи дисциплината, почнува да преовладува бурата на емоции каде што се случуваат најлошите психолошки исходи во трейдингот. Revenge trading може само да не доведе до помислата дека ќе ги вратам парите. И најлошо нешто, влегуваме веднаш подобиен стоп-лос. Но, зошто се јавува се тоа? Бидејќи има FOMO. Fear of missing out. Нашиот мозок више е префрлен на гемблинг. Не пратиме никаков план. Не го пратиме нашиот ризик. Не тргуваме по системот што сме ограделе. Него сега сакаме да направиме нешто што нема да биде видено на маркетов. Но нажалост, кога се јавува FOMO-то, трейдерот влегува без план и почнува да го брка маркетот. Влегувањето без план и бркањето на маркетот може да не доведе само до една работа, а тоа е liquidity account. Затоа, немојте да паничите. Немојте да затварате трейд кој веќе сте го направиле. Каков и да биде исходот, секогаш правиме анализа пред и потоа. И никогаш, али баш никогаш, немојте да влегувате без план или да бркате маркет. Бидејќи маркетот го движат институциите, а наша задача е да го пратиме нивното тргување. Да не бидиме на страната на ритейл трейдерите, бидејќи кога пратиме институција која го движи маркетот, тогаш сме во правилна насока. Но после сето ова доаѓа една работа која вика дека понекогаш, а и доста често,
нашиот мозок знае да не саботира. Што се случува? Во саботажата на мозокот вика вака: мозокот сака сигурност. Но маркетот не е сигурен. Мозокот избегнува болка. А нашата болка е нашата загуба. И мозокот бара награда. Кога ќе дојдеме до профитабилни трейдови, профитот едноставно ни станува зависност. Зошто мозокот сака сигурност? Бидејќи ние сакаме секој трейд да ни биде профитабилен. Но тоа ние го сакаме. Но маркетот вика поинаку. Не може да правиме све ние што сакаме. Наше е да пратиме план. И доколку добиеме лос, не треба да не биде тоа болка. Бидејќи самата загуба е дел од бизнисот. Самата загуба и самите неуспеси те носат до повисоко ниво на успех. Затоа што никој ние не сме создадени за трейдинг. Трейдингот мора да се тренира. Трейдингот единствено се надградува со дисциплина, трпение и учење. Основи за контрола на психологијата постојат неколку видови. Треба секогаш да имаме трейдинг план. Бидејќи без план тоа е коцка. Ризик менеджмент. Мора секогаш да имаме мал ризик, а стабилен ум. Како што напоменавме претходно, трейдинг журнал е неизбежен. Тука се запишуваат и анализираат емоциите и грешките. Чекање, трпение. Трпението не доведува до high probability сетапи. И процесот на овие основи
е тој што не доведува до профит. Фокус на правилно извршување на овие основи за контрола на психологија. Бруталната вистина е дека ќе губиш, ќе имаш losing streak и секогаш ќе се сомневаш во себе. Но успешните трейдери не се без емоции. Само тие научиле да ги контролираат емоциите. Затоа, ако сакаш да станеш профитабилен трейдер, работи повеќе на отколку на стратегијата. Продолжуваме во наредна епизода за самата психологија. До тогаш, останете поздравени и чувајте се од маркетот. Поздрав!